Банките во државата се стабилни, располагаат со солидна депозитна база која е во можност да го одржува забрзаниот раст на кредитите. Платежната способност, изразена преку достигнатата стапка на адекватност на капиталот, е на највисоко ниво од 2006 година. Ова се основните податоци од кварталниот извештај за ризиците во банкарскиот сектор, разгледан и усвоен од Советот на Народната банка. Оттаму и оцената дека во вториот годинешен квартал банкарскиот сектор ја задржал стабилноста и ја подобрил солвентноста. Банките работеа во поповолно домашно макроекономско окружување, во време кога геополитичкиот контекст се уште е нестабилен и создава неизвестност и зголемени ризици за следниот период. Притоа, во овој квартал растот на депозитите на банките беше поумерен, но тој и натаму е солиден и овозможува одржување на кредитниот раст, кој што малку забрза во вториот квартал од годината, пишува во извештајот. Воедно, платежната способност на банките на долг рок да одговорат на обврските и натаму бележи тренд на подобрување, што влијае на нивната способност да се снајдат и да одговорат на евентуални неповолни влијанија и состојби. Ликвидноста на банкарскиот систем и натаму е на задоволително ниво, профитабилноста се подобри, но побавно од лани, додека кредитното портфолио на банките го задржа квалитетот. Спроведените стрес тестирања покажуваат отпорност на банкарскиот систем на симулираните шокови. Општо земено, и во вториот квартал од 2024 година банкарскиот сектор ја задржа својата стабилност, со подобрена солвентност, добра ликвидност и задржан квалитет на кредитното портфолио. Сепак, условите и натаму се неизвестни, а ризиците за светската и домашната економија на краток и на среден рок се уште постојат. Од тука, потребна е натамошна предпазливост во управувањето со ризиците и во водењето на политиките, а Народната банка е подготвена да ги употреби сите неопходни инструменти и да презема соодветни мерки со кои што ќе се придонесе за задржување на стабилноста на девизниот курс, ценовните нивоа и на банкарскиот сектор. Српскиот адвокат Стефан Чорда изјавил дека сведочењето на малолетникот Коста Кецмановиќ, кој на 3 мај минатата година уби 9 врсници и чувари во основното училиште Владислав Рибникар во Белград е важно за прашањето околу осудителната пресуда за неговите родители Милјана и Владимир Кецмановиќ и други лица на кои им се суди во оваа постапка. Тој за државната агенција Тањук изјавил дека од сведочењето на момчето се слушнале причините зошто извршил масовно убиство и додаде дека тие причини директно ги зголемуваат шансите за осудителна пресуда, што, според него, постои можност да се случи по сведочењето на момчето. Чорда истакнал дека тој лично е поддржувач на идејата судењето на Кечмановиќ да биде отворено за јавноста поради работите во случајот, како што се фотографиите и видеоснимките, кои според него се вознемирувачки и за професионалците, а не обичните граѓани. Обвинението на 270 страници го товари таткото на 13-годишното момче за тешки дела против општата безбедност, односно дека го носел синот на стрелиште и го обучувал да ракува со огнено оружје, како и дека не ги обезбедил соодветно своите 2 пиштола со кои момчето ги извршило злосторствата. Мајката, чија ДНК беше пронајдена на чаура, е обвинета за недозволено изработување и држење оружје и експлозивни материјали. Обвинителството за нив бара казна затвор од 12, односно 2,5 години. Со обвинението се опфатени уште двајца, председателот и инструкторот на стрелачкиот клуб, каде тренирало детето. Здравствениот извештај на STIDI за 2024 година покажува дека 62% од европејците имаат позитивен став кон вештачката интелигенција. Половина, 47%, веруваат дека добро ја разбираат технологијата и се убедени дека тоа ќе им користи на општеството, додека уште 15% се отворени за истражување на можностите на вештачката интелигенција. Меѓутоа, кога станува збор за употребата во личната здравствена заштита, повеќето европејци се уште се резервирани. Португалија, Шпанија, Романија, Србија и Унгарија покажуваат најпозитивен став кон прифаќањето на вештачката интелигенција. Спротивно на тоа, граѓаните на Узбекистан, ирците, финците и швајцарците имаат негативен став. Доктор Гугл и докторот за вештачка интелигенција се уште не можат да се надпреваруваат со општите лекари и фармацевтите. Европејците во голема мера им веруваат на лекарите и фармацевтите во однос на препораките за ОЦ производи, додека само 16% веруваат во Google, а само 12% од европејците сметаат дека вештачката интелигенција е доверлива за такви совети. Но, кога станува збор за добивање информации кои се од суштинско значење за донесување одлука за купување на ОЦ производ, Google останува значаен извор на информации и всушност постигнува малку подобри резултати од лекарите и фармацевтите. Официјалните веб страници на здравствените установи најчесто ги посетуваат финците и швеѓаните, а информациите од инфлуенсерите на Facebook, TikTok и Instagram најмногу ги следат бугарите, полјаците и узбекистанците. Кога станува збор за личната здравствена заштита, европејците се скептични за вештачката интелигенција од различни причини. Тие се особено загрижени за злоупотребата на вештачката интелигенција, особено кога некој има неовластен пристап до нивните лични податоци. Вештачката интелигенција секако ќе продолжи да се усвојува во различни области на здравствената заштита, но ставот на европејците е јасен. Таа треба да биде само додаток, а не замена за лична интеракција со квалификувани експерти.
Ова се резултатите од шестиот меѓународен здравствен извештај на компанијата STIDI за 2024 година, репрезентативно истражување со повеќе од 46.000 испитаници од 23 европски земји. Врховниот суд на Бразил даде дозвола X да продолжи со услугата во земјата во вторникот. Откако платформата за социјални медиуми го смени курсот и почна да се усогласува со судските пресуди на кои сопственикот на милијардерот Илон Маск претходно вети дека ќе се спротивстави. Судијата на Врховниот суд, Александре де Мораес, кој беше во повеќемесечна расправија со Маск, и даде зелено светло на социјалната платформа веднаш да ги продолжи операциите во најголемата земја во Латинска Америка. Во одлуката Мораес рече дека X ги исполнил сите потребни услови за да почне повторно да работи во земјата. Платформата, порано наречена Twitter, беше суспендирана во Бразил, еден од неговите најголеми и најпосакувани пазари, од крајот на август, откако не ги почитуваше судските наредби поврзани со умереноста на говорот на омраза и не именуваше правен застапник во земјата, како што налага законот. Маск ги осуди наредбите како цензура и го нарече Мораес диктатор, но почна да ја менува својата позиција во последниве недели така што платформата ги блокираше налозите за кои тоа го бараше судот, ангажираше локален представник и ги плати казнените давачки. Маск преку својата платформа објави дека е горд што се враќа во Бразил, додавајќи дека ќе продолжи да ја брани слободата на говорот во рамките на законите во земјите каде што работи. Суспензијата на X првично дојде по индивидуална пресуда на Мораес, која предводеше локалната крстоносна војна против перцепираните напади врз демократијата и политичката употреба на дезинформации. Неговата одлука подоцна беше едногласно поддржана од 5-члениот совет на Врховниот суд и неговиот главен судија. Бразил е шестиот најголем пазар на X на глобално ниво и од април имал околу 21,5 милиони корисници.